Оваа година се приклучуваме кон Домот на културата и другите институции од културата со слоганот "Дојди, види и одбери". Вие сте тоа што го читате. Овој саем веќе прераснува во традиција благодарение на кавадарчани, чиј интерес за купување книги не се намалува, туку напротив се зголемува. Чи имаат прилика да имаат дружење со најновите изданија на издавачките куќи Сакам книги, Матица, Култура, 3, Просветно дело и Топер. На посетителите им се понудени голем број на наслови од домашни и странски автори. Саимите на книги придонесуваат читателите да ги препознаат како катчево кое го поминуваат времето посветено на книгите и пишаниот збор. Со оглед на нашиот простор, обезбедена е најголема можна концентрација на книги од областа на домашна и странска литература, лектирни изданија, белетристика, енциклопедии, стручни дела и дела од областа на културата и уметноста. Читателите разбираат што е тоа добра литература и со задоволство купуваат книги, подаруваат книги, разговараат и се следат што е ново во нашата, но и во светската книжевна сцена. Затоа, независно дали имате голем или мал бизнис, дали вашите секојдневни обврски кон семејството, пријателите и на работа се во постојан подем, ве препорачуваме да одвоите квалитетно време само за вас, па макар да е тоа и 30 на минути во денот. Книгата ќе ја врати на смевката на лицето, ќе ве релаксира и забавува. Со неа понекогаш ќе патувате и доживеете интензивни чувства, но никогаш нема да ви изневери. Затоа влезете во друг свет и создадете навика постојано да се надградувате и растете во духовна, а пред се човечка смисла. Секој читател има своја книга, затоа ве охрабруваме и ви предлагаме да не посетите за да ја одбереме токму вашата книга. За уметничкиот дел ќе се погрижи нашата советничка доктор Виолета Димитрова, која што ќе ве поздрави со поезијата на Гого Ивановски. Повелете. Чувај ја мојата улица мала, нерамна, крива, кај сурија кучиња лае, каде што навечер чудесни звезди се палат и месецот долго врз прозорец зачуден трае. Таму се уште најдобрите другари мои. Попусто времето гробиштата бесплодни копа, улицо малецна, од тебе кој ќе ме двои? Многу јас уште на твоите порти ке тропам. Отвори потајно, желба ме тагосна загреа, удира старата камбана, нешто сум далечно допрал, колку е спокојно овде по твојата стреа, се ми е познато, улицо, каде со очи ке сопрам. Дамна облеката не сум ја облекол стара, жолте е една над зидот до трајна слика, пушти ме повторно со прстот низ правта да шарам, не оставај сега никој да ми вика. Да дочекам кога тиха ќе навлежи вечер, а кога ќе земе ноќта под клепки да расне, пушти ја уште еднаш мајка ми да ме свлече и тихо во сонот ламбата таа да ми ја згасне. Отвори потајно, далечен патник ти идам. Старите пристани секогаш блиски ги имам. Кога сум изморен, соспан, кога се видам, со утешна надеж патот дамнешен го зимам. Таму се моите безгрижни селици птици, зелена ливада, зрели мирисаат круши. Врапците пеат на градските слупени жици, високо своето летало, јас сум го кренал. Улицо малецна, попусто времето копа. Залудно ветерот лисје изгниено кине, многу јас уште на твоите порти ке тропам, не си ти улицо нешто што може да мине. Средба со другарот. И друг пат еднаш беше исто така. Една вечер, такви беа тогај сите наши вечери, се сеќаваш. Стоевме во мракот под градските липи, врз липите тураше дождот, а ние бевме некаде далеку вовлечени, па не знаевме дека врне и дека е есен. Плочникот одблеснуваше и во неговото огледало си замислуваме свет далек и некако чудесно лесен. Изборувавме, јас, па ти, зборувавме многу, навистина, зошто зборувавме тогај, во тие вечери, низ улиците, во магли загубени.
не паметам точно. Знам само дека беше нешто убаво, нешто што имаше крилја и очи што личат на копнеш, и дека после доцна кога се разделувавме, чувствувавме како сме во нешто необично влюбени. Сега е исто есен и дождот низ градските липи тажно се цеди. Мртов е од блесокот од водата на плочникот, празно тој не гледа и двајцата на дождот стоиме и молчиме. Зборовите ништо не ни откриваат. Напразно се мачиме да леснеме, ама каде? Се пред нас е. Времето го разголило со својата сура неизбежност. А ние веќе не сме тоа што сме биле, заедно со оние вечери некаде сме отпловиле. Па затоа може сега сме незаминливи, а не ни е здодевно така безрасудно да стоиме со оваа покисната вечер, тога и да се разделиме, штом немаме веќе ништо да си речеме. Драги присутни, во името на градоначалникот на град Кавадарци, господинот Митко Јанчев, во името на Советот на град Кавадарци, чиј член сум и јас, овогодишниот сајм на книгата го прогласувам за отворен. На излагачите му пожелувам плодна и успешна соработка. На граѓаните да уживаат во понудената литература. Благодарам.